сметаме дека се ослободени околу 80 на стебла. Бројката на нашата интерактивна мапа е преку 850. Малце оди споро самиот тек на акцијата, затоа што општина Центар е строго урбана општина и каде што ослободуваме, освен овој простор, секаде имаме пречки, односно препреки од возила, автомобили, моторцикли, точаци и е малце потежок процесот на ослободување. Просторот до асфалтот, до тој солиден материјал треба да е што поголем, минимум уште на засадување да е 80 на сантиметри тој квадрат кој што се прави околу стеблата кои што се ново засадени. За жал во Скопје одредени позиции се веќе толку зацементирани, толку асфалтирани што ќе треба поголема интервенција, меѓутоа и тоа не е неможно. Одредени ослободувања можеле да дадат и повеќе простор, дозволува и околината. Имаме случаеви каде што пешачките патеки се со димензија најмногу до 80 сантиметро широчина. Значи во тој простор имаме дрворед. И ние не можеме да ослободуваме до самата пешачка патека затоа што таа треба да служи за движење на пешаци. Ослободуваме толку колку да материјалот, тврдиот материјал, дали е бетон, асфалт, бекатон, не допира до дрвото. Едно дрво, кај што точно се гледаше како од самото заробување беше заробено скроз и е заболено, значи инфекцијата на стајаната, имаше габи, значи габично заболување. Габите беа цело време, мислам, низ цело дрво распространети, а дрвото беше исушено. За жал, морам да напоменам дека патувајќи низ Македонија истражувајќи, состојбата е иста во речиси секој град.